Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Мудрост Сирахова, 26 глава. Блазе му на маж што има добра жена. Двоен е бројот на неговите денови. Добродетелна жена радост е за својот маж. Годините на неговиот живот ќе ги исполни со мир. Добрата жена е голем дар. Таа ќе му биде дадена на оној што има страф од Господа. И на добар, и на сиромав. Додека е со неа, задоволно му е срцето и лицето му е весело во секое време. Од 3 работи срцето му се плаши, а од 4-та се згрозува. Од озборувањата во градот, од разбунтуван народ и од лажни обвинувања, зашто сето тоа е полошо од смрт. Но срцева болка и тага, тоа е жена кога е љубоморна на друга жена. И бичот на јазикот нејзин, што сите ги шиба. Злата жена е како јарем воски, кој се движи натаму наваму, и кој неа ја зема, тоа исто како скорпија да фаќа. Жена пијана мака е голема, неизмерлив е тогаш нејзиниот срам. Жена блудница се познава по дрскиот поглед и по клепките на очите. Над ќерка бесрамна засили го надзорот, за да не ја злоупотреби дадената слобода. Внимавај на бесрамно око, не чуди се ако сгреши против тебе. Како што од жет измачуван патник што уста отвора и пие секаква вода, така и таа седнува пред секој шатор и на секоја стрела тулот го отвора. Љубезна жена, радост е на својот маж. Незината благоразумност коските негови ги зајакнува. Кротка жена е дар од Господа, а добро воспитаниот човек цена нема. Жена срамежлива е благодат изобилна, нема цена достојна за душа непорочна. Како сонце што сјае на Божите висини, таква е убавината на вредната жена, во сесредност на незиниот дом. Како свеќа што светне е на свекникот, таква е убавината на лицето нејзино кога е во возраст зрела. Како златни столбови на подножја сребрени, такви се убавите нозе врз нејзините цврсти пети. Две работи срцето мое го жалостат, а од третата гнев ме обзема. Кога војник страда од немаштија и кога разумните пренапрегнати биваат. Кога некој од праведност пак на грев се враќа, за таквиот Господ мечот го приготвил. Трговецот одвој може грешките да ги одбегнува, а крчмарот да се избави од грев. Мудрост Сирахова, 27 глава. Многу ми нагрешат заради добивка. Кој бара богатство станува немилосрден. Колецот се забива меѓу 2 камена, меѓу продавањето и купувањето гревот се вовлекува. Ако некој не го пази страхопочита кон Господа, набрко куќата ќе му се урне. Кога со решето се одсејува, ѓубре отстанува, а нечистотијата на човекот кога тој размислува. Грнчарските работи фурната ги проверува, а недостатоците на човекот неговиот говор. Грижите за дрвото во плодот се покажуваат, а мислите на човекот во неговите зборови. Пред да проговори никого не фали, човекот се проверува во неговите зборови. Ако правдата усрдно ја бараш, ќе ја најдеш. Како во облека свечена во неја ќе се облечеш. Птиците се собираат со оние што ним им се слични, а вистината им се открива на оние што со неја живеат. Како лавот,
Што го демнесу од плен, така и гревот ги демне оние што неправда прават. Говорот на побожникот секогаш е мудар, а на безумниот се менува како месечината. Кога си меѓу неразумни, внимавај на времето. Меѓу благоразумни поминувај постојано без страв. Одвратен е разговорот на безумните, а нивната смеја забава грешна. Празните зборови на оние што многу се колнат не престрашуваат, а кога се караат, ушите ни ги заглушуваат. Караницата на горделивите е пролевање крв, а навредите нивни се неиздржливи за слухот. Кој открива тајни, доверба загубува. Нема веќе да најде пријател по срце. Сака го пријателот и биди му верен. Но ако тајните негови на други ги кажеш, не трче веќе по него. Зашто како човек што го убива непријател свој, така ти си го убил пријателството со ближниот свој. Како што се испушта птица од рака, така ти си го испуштил пријателот свој и никогаш веќе нема да го фатиш. Не трче по него, тој веќе далеку, избегал како што бега срна од примка. Рана може да се преврце и навреда да се прости, но кој тајна предал, за него надеж нема. Кој намигнува со око, тој смислува зло. Никој од тоа нема да го додржи. Пред тебе тој ќе говори сладко, ќе ги фали зборовите твои, а потоа зад тебе инаку ќе зборува. Во твоите зборови соблазна ќе открие. Многу работи мразам, но ништо друго како таков човек. Него и Господ го мрази. Кој угоре камен фрла, на главата му паѓа, а подмолен удар рани ќе отвори. Кој јама копа, самиот во неа ќе падне. Кој стапица мести, ќе се фати во неа. Кој зло прави, со зло му се враќа, иако не знае од каде ќе дојде. Како лав го демнат подбивот, прекорот и одмаздата од гордите. По стапица ќе се фатат оние што се радуваат на паѓањето на побожните. Нив жалост ќе ги истошти, пред да умрат. И злобата и гневот подеднакво се одвратни, а грешникот нив во себе си ги носи. Мудрост Сирахова, 28 глава. Одмазникот ќе добие одмазда од Господа, кој не ги заборава неговите гревови. Прости му ја навредата на ближниот твој и тогаш, откако се помолиш, гревовите твои простени ќе ти бидат. Кога човек човека го мрази, како може од Господа исцелување да бара? За човек сличен на себе, тој милост нема, а се моли гревовите негови простени да му бидат. Самиот, кој од месо полн е со омраза, на кој гревовите ќе му ги прости? Спомнувај си за крајот твој и престани да мразиш. Спомни си за смртта и гниењето, па заповедите извршувај ги. На заповедите мисли и ближниот не мрази го. Помни го заветот на Севишниот и вината на братот твој прости му ја. Од кавга бегај. Така помалку ќе грешиш. Грешникот раздор сее меѓу пријателите. Меѓу оние што живеат во мир, клеветење шири. Огнот се разгорва во зависност од тоа што е она што гори. Каква е силата на човекот, таков ќе биде неговиот гнев. Гневот се зголемува и според богатството негово. Жешка расправија оган распалува, а жестока кавга крв пролева. Дуваш ли искра, таа ќе се распали. Плукаш ли на неа, таа ќе се угасне. И едното и другото излекуваат од твојата уста. Озборувачот и лажливецот, проколнати да се, тие погубиле многумина што живееле во мир. Третиот јазик многумина изгонил, ги гонел од еден народ во друг. Уривал градови утврдени, уривал палати на богати. Третиот јазик избркал честни жени, ги лишил од плодовите на нивниот труд.
Кој него го слуша, мир нема да има, ни спокоен дом. Ударот со бич модрици прави, а ударот со јазик коски крши. Многу ми нападнале од остар меч, но повеќе се оние што паднале од јазик. Блазен оној што од него се заштитил, неговиот бес не го почувствувал, кој во јаремот негов не бил и не бил врзан за неговите вериги. Јаремот негов е железен, а веригите негови бакарни. Страшна е смртта што ја донесува и пеколот е подобар од неа. Но нема сила на побожните, нив не ги гори пламенот негов. Жртви негови се оние што го оставиле Господа. Во нив ќе се разгори и нема да изгасне, како лав ќе ги нападне и како пантер ќе ги раскине. Слушај, со трње загради го имотот твој, добро заклучи ги златото и среброто, а за зборовите направи си мерка, на устата твоја врата и клучалка. Пази да не се стопнеш од јазикот свој, на оние што демнат, плен да не им бидеш. Елиезер,